Почитувани граѓани, почитувани медиуми. СДСМ со низа мерки во ребалансот на буџетот продолжува да работи за граѓаните и подобрување на животниот стандард. Освен мерките за зголемување на платите, програмите за вработување на младите, зголемување на средствата за здравството, социјалната политика, подобрувањето на инфраструктурата, ребалансот на буџетот предвидува средства за еколошки проекти, пред се за заштита на Охридското езеро. Во ребалансот на буџетот се издвојуваат 183 милиони денари за нов колекторски систем како дел од мерките за заштита на Охридското езеро. За да се зачува Охрид и неговото природно и културно наследство впишани во УНЕСКО, како светско наследство се издвојуваат средства неопходни за колекторскиот систем кој со години е пред колапс и предизвикува хаварии и излевање во езерото. За подсетување, по речиси 4 децении од почетокот на неговата изградба, владата го превзема колекторот за заштита на Охридското езеро од отпадни и загадни води. Децениската негрижа и големата урбанизација во изминатите десетина години за време на владењето на ВМРО ДПМНЕ предизвикаа колапс на Охридското крајбрежје и закана Охрид да биде отстранет од листата на УНЕСКО за заштитено светско наследство. Денес владата, општината и сите надлежни институции прават се Охрид и Охридскиот регион да останат на листата на УНЕСКО. Затоа посветено и одговорно работиме за исполнување на препораките на УНЕСКО. Издвојуваме дополнителни средства за новиот колекторски систем за заштита на нашиот бисер, Охрид, за заштита на автентичноста на светското наследство на Охридскиот регион. Ви благодарам.